Председателката на Унија на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип, Весна Ничева, на денес одржаната пресконференција упати барање до градоначалникот Благој Бочварски за преразгледување на одлука за отказ на вработена во општина Штип, алудирајќи дека станува збор за партиски реваншизам. Почитувани сограѓани, уште не е формирана новата влада, општина Штип побрза да ги спроведе најавените реформи во јавната администрација за намалување на истата за 20%. И покрај тоа што од страна на градоначалникот се ветуваше дека нема да има отпуштање од општина Штип како резултат на партиски реваншизам, се покажа спротивното. Во текот на вчерашниот ден, поради партиски пресметки, спакувани во незаконски изречени мерки, спроведени во време на корона криза, пред почеток на школска година, на родител на 2 малолетни деца, дисциплинска комисија од општина Штип донесе одлука за отказ од работно место. Како жени, и мајки, апелираме да се преиспита донесената одлука, а воедно го повикуваме се уште актуелниот градоначалник во рамки на своите надлежности да ја преиспита одлуката на дисциплинската комисија и својот мандат да го заокружи со исполнување на дадените ветувања, дека нема да има отпуштања на вработени од општина Штип. Од кабинетот на градоначалникот истакна дека надлежен за овој случај е секретарот на општината Сонја Китанова. Таа, иако потенцираше дека нема да коментира партиски пресконференции, сепак за информација на штипската јавност, истакна дека откако до неа пристигнало барање за поведување дисциплинска постапка за злоупотреба на боледување на лице вработено во општинската администрација, во законски предвидениот рок формирала дисциплинска комисија со обврска за спроведување на постапката. Јас ќе го прочитам записникот, ќе видам што ми препорачува комисијата, доколку комисијата со мнозинство од гласови донела одлука дека лицето е виновно и дека треба да се преземи некоја од наведените мерки од законот, тогаш јас како секретар ќе донесам решение. Пред тоа не можам да коментирам што ќе се случи. Дисциплинската комисија одржа расправа на 24 август, сега во понеделникот, и ја спроведе постапката како што е предвидена во Законот за административни службеници и вработени во јавниот сектор. Се уште до мене нема дојдено записник од комисијата за да се произнесам како секретар дали е виновно лицето или не е виновно. Односно, виновноста на лицето против кое се води постапка ја утврдува со тајно гласање комисијата, дисциплинската комисија. Значи, да повторам дека до мене како секретар се уште нема дојдено записник по кој ќе видам дали е утврдена вина и ако е утврдена вина, која мерка е преземена од страна на, односно е предложена од страна на дисциплинската комисија. Ова не е прв ваков случај во општина Штип, рече Китанова. Пред една година имало слична постапка против друг вработен во општината. Тој случај завршил на суд. Доколку и сега се донесе одлука за отказно решение, она што прво би следувало е жалба од вработената до Министерството за информатичко општество и администрација, а потоа судска постапка, дознаваме од Китанова.